гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уапсени 7 полициски службеници поради поврзаност со нелегалната лиценца на дискотеката Пулс. Нови 48 часа, краткотраен притвор за приведените. Затворени 3 од 12 контролирани дискотеки со лиценца. Не ги исполнували условите за работа. Приведен собственик на ноќен клуб од Куманово, пронајдена пиротехника во објектот. Бројот на повредени во болница се искачи на 178 пациенти. 101 се лекуваат во странство. Тимот од Израел сведочи за ужасните повреди. I can compare this to injuries that we see now back home in our war. Велибор Манев со шокантно сведоштво пред судот тврди дека Палчо ја фотографирал Вања со вперен пиштол пред да ја убие. Зеленски обвинува дека не се почитува ветеното откако Русија се согласи да запре со нападите врз енергетската инфраструктура. А во тема на денот вечерва за досега преземените мерки од страна на институциите за утврдување на одговорноста за големата трагедија во Кочани, но и за можноста да се врати довербата во институциите и системот. Разговарам со премиерот Христијан Мицкоски. Останете со нас, почнуваме веднаш. 7 полициски службеници се приведени поради инволвираност во случајот со дискотеката Пулс во Кочани. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, како службени лица овозможиле ноќниот клуб Пулс да работи и покрај тоа што не ги исполнувал условите. Се сомничат за дејства сторени во 2023 година. Катерина Нешкова ги има деталите. Истрагата за страутниот пожар во Кочанската дискотека се шири и во полициските редови. 7 раководители службеници од СВР Штип и од полициската станица во Кочани се осомничени за тешки дела против општата сигурност, бидејќи како службени лица овозможиле ноќниот клуб Пулс да работи и покрај тоа што не ги исполнувал условите, што довело и до смртоносниот пожар во неделата кога загинаа 59 млади луѓе, а 196 се тешко повредени. Како соизвршители, осомничени изготвувајќи, потпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, соопштуваат од обвинителството. Осомничените инспектори и полицајци действијата ги извршиле во текот на 23 година за добивање на тогашната лиценца на клубот како кабаре, потврди министерот за внатрешни работи Тошковски. Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и исправување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот, како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Петиот, шестиот и седмиот осомничен се полициски раководни службеници од полициската станица во Кочани. Тие ја изработиле, подпишале и ја испратиле телеграмата до СВР Штип, без да наведат точни и целосни податоци дека во и близина на кабарето има пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела. Нов осомничен и актуелно раководно лице од Министерството за економија, кое било дел од постапката за издавање на лиценци за ноќни клубови и кабариња, потврди Тошковски. Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува.
За тоа дали ќе има проширување на истрагата и кон надлежни во општината, министерот одговори дека постапката трае. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Овој случај го води специјалното оделение за гонење кривични дела сторени од лица со полициски овластувања, поради што распитот се вршеше во Кривичниот суд во Скопје. Според последните информации, тој предмалку заврши, таму е колешката Ивана Соколович Најдова. Ја имаме во живо во Дневникот. Ивана, каква е одлуката на судот? Да, Иван, пред околу половина час заврши распитот на полициските службеници од СВР Штип и полициската станица во Кочани. Кривичниот суд го прифати предлогот на обвинителството и определена е мерка притвор од 30 дена за сите 7 полициски службеници. Според она соопштение кое што го даде судот предмалку, притворот е определен поради сите три основи, односно можност за бегство, можност да влијаат врз сведоци и да ја повторат постапката. Според соопштението од Кривичниот суд суди на претходна постапка во Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлогот на обвинителството за определување мерки за обезбедување присуство против 7 лица, службени лица во СВР Штип и Кочани, осомничени се за кривично дело, тешки дела против општата сигурност, која доцна попладневон или беа спроведени во судот, и донесено е решение, како што кажав, да се прифати предлогот на обвинителството на сите 7 осомничени и да се определи мерка притвор во траење од 30 дена поради сите три основи за опасност, доколку или како што кажав, се дадат во бегство, влијаат на сведоци или можност да ја повторат целата постапка. Распитот за сите 7, како што кажав, е завршен, се изготвени решенијата. Дел од полициските службеници кои што се осомничени за ова дело веќе излегоа од судот. Ги прашавме дали знаеле за какви документи станува збор, дали биле свесни што подпишуваат, но и дали се чувствуваат виновни за целиот овој случај, односно за тоа дека во 2023 година подпишувале документи со кои што практично придонеле да се добие она дозвола за дискотеката во Кочани, меѓутоа се бранеа со молчење. Еве ја сликата. Знаете ли што подпишувате и како документи? Знаете ли дека е фалсификувана ова дозвола за дискотеката? Дали се чувствувате виновен? Уживај. Дајте ми ги пчиња. Еве една торба пчиње носи. И у затвор човек, така ли? Дај. Срамота. Дали ги подпишувате лажните документи за лиценцата во Кочани? Се чувствувате ли виновен, господине? Подпишувате ли спорни документи за дискотеката во Кочани? Се чувствувате ли виновен, господине? Да, видовме дел од овие осумничени полициски службеници. Меѓувреме од судот беше изнесен уште еден од вкупно 7 темина. Меѓутоа исто така се бранеше со молчење, инаку 7 полициски службеници од Кочани и Штип за кои што е отворена истрагата и бија спроведени овде во судот е поради тоа што истрагата ја води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а според нив тие сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, возможувајќи кабаретот да работи во субстандардни услови, при што за жал
починаа 59 лица, 196 беа тешко повредени. Иван, остануваме овде пред кривичниот суд. Јас ќе се обидам да добиам одговори или барем ќе ги прашам останатите кои што ќе излезат овде од судот, дали го сториле делото за кое што им се става натоварни, дали чувствуваат некаква вина. Да, Ивана, ти благодарам за овие лица. Веќе е отворена истрага поради што се веќе и добија мерка 30-дневен притвор, но се уште траат предистражните действија во однос на сите останати кои што се дел од оваа постапка за кој што постапува судот во Кочани. Таму е колегата Зоран Јаневски. Зоран, веќе ја имавме информацијата дека е продолжена мерката краткотраен притвор за сите кои што изминатите денови беа опфатени во оваа постапка. Кои се последните информации од судот во Кочани? Да, според последните информации одовде од судот во Кочани и 19-тото лице за кое беше побарана краткотраен притвор во трајање од 48 часа е прифатено барањето на јавното обвинителство, па така вкупниот број на лица за кои е одреден краткотраен притвор во трајање од 48 часа сега изнесува вкупно 19. За 16 минута за кои пред 48 часа беше побаран краткотраен притвора, денеска е продолжен за уште 48 часа, додека во текот на вчерашниот ден уште две лица добија мерка краткотраен притвор во трајање од 48 часа, а според објаснувањето на јавното обвинителство, овој институт се користи за сложени предмети во кои има основано сомнение дека лицата се сторители на кривични дела. Според досегашните информации, најголем број од овие лица за кои се води предистражна постапка и е одредена краткотраена притвор се осомничени дека сториле тешки кривични дела против безбедноста на луѓето. Дел од нив пак најверојатно ќе бидат и гонети за примање подкупи, незаконито постапување со пиротехнички средства. Денес имав прилика да разговарам со еден од 9 обвинители кои го работат овој случај со пожарувањето на дискотеката овде во Кочани. Тој рече дека најверојатно во следните 48 часа кои ги побара јавното обвинителство ќе биде готов и предметот за да се отвори истрага за овие лица. Инаку со мерката краткотраен притвор беа опфатени поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, државниот секретар Размена Чекиќ Дуровиќ, поранешниот директор на Беким Максути, директорот на пазарниот инспекторат Горан Трајковски. Меѓу овие 19 лица се и сопственикот на дискотеката, членови на обезбедувањето и други лица. Да, Зоран Јаневски со последните информации од судот од Кочани, ти благодарам за ова вклучување во дневникот. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека Пулс не била единствената дискотека која работела со лажна лиценца. Инспекторите на Државниот пазарен инспекторат затвориле 3 од 12 контролирани дискотеки кои имаат активна лиценца. Било утврдено дека не ги исполнувале условите за работа. Полицијата пак информираше дека е приведен сопственик на ноќен клуб од Куманово. Го затекнале додека внесува противпожарни апарати, а внатре во дискотеката била пронајдена пиротехника. 58 годишен кумановчанец е приведен откако полицијата го затекнала како од паркирано возило изнесува противпожарни апарати и ги внесува во својот ноќен клуб. Веднаш потоа полициски службеници влегле во објектот и внатре пронашле и пиротехнички средства. Лицето било лишено од слобода и во полициска станица во присуство на адвокат. Со него бил извршен службен разговор, а од инспектор за заштита и спасување издадени се прекршочни платни налози и издадено е решение за забрана за работа до отстранување на неправилностите, велат од МВР. За настанот бил известен и јавен обвинител. Во меѓувреме, 3 дискотеки се затворени оти не ги исполнувале потребните услови, иако имале важачка лиценца. Портпаролката на владата рече дека вчера биле направени контроли кај 12 објекти со активна лиценца. За останатите 9 се уште се проверуваат документи. Однос на ваквата состојба веднаш до Министерството за економија ќе биде испратено барање за одземање на лиценцата, забрана за вршење на дејност и сите казнени одредби кои што се возможни согласно закон ќе бидат превземени. Сакам да информирам и јавноста дека е направен и план и за проверка на оние кои немаат важачка лиценца, а работеле во минатото.
Она што се случи во Кочани не е само изолирана трагедија, тоа е симптом на расипан систем наследен од долгогодишна корупција. Ниту ќе замижуваме, ниту ќе заштитуваме. Сакам да истакнам дека ја разбираме фрустрацијата, луѓето бараат правда и ќе ја добијат. Митева вели на терен секој ден се над 10 тима кои вршат контрола. Проверките кои што се прават на утврдување на минимално технички услови и дека повеќе од 10 тима секојдневно токму тоа го прават. Точно поради фактот што утврдивме дека овие лиценци, иако ги поседувале, еве се утврди дека истите биле фалсификувани. Овие тимови не се составени само од Државниот пазарен инспекторат, туку се вклучени повеќе надлежни институции кои што се заедно на терен, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи, и градежните работници кои што се искусни во оваа работа, трудовите инспектори, инспекторите од управата за јавни приходи, финансовата полиција е дел од тимовите, сите буквално институции кои што можат да дадат било каков придонес, за да бидеме сигурни дека минимално техничките услови мора задолжително да се исполнуваат, сите се на терен. Според правилникот за минимално технички услови за вршење на угостителска дејност во делот кој се однесува на кабаре, ноќен бар и диско клуб, објектите треба да имаат клима и вентилација за промена на воздухот 20 пати во еден час. За објектите треба да има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитет од 100 гости, а за поголем број на лица соодветен број на помошни излези. Треба да има и апарати и друга опрема за гаснење пожар, но не се бара документ за исполнување на овие стандарди. При инспекција деновиве откриено е дека само 22 дискотеки низ државата имаат лиценци за работа. Најмногу објекти има Скопје, 13, но од нив само 2 поседуваат важечки лиценци, 8 имаат истечени, а 3 објекти немаат никаква лиценца. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со премиерот Христијан Мицковски. Премиере, ви благодарам за можноста. Верувам дека граѓаните очекуваат да ги слушнат одговорите од вас. Пред 4 дена ни се случи една од најголемите трагедии во државата. 59 жртви, 178 повредени се наоѓаат на лекување во болниците. После 4 дена, што е она што го направија државните институции за да се утврди одговорност? Јас би сакал да уште еднаш го изразам своето сочувство до сите оние кои што загубија близок човек во оваа ужасна несреќа и трагедија. И можам да кажам дека цела држава сочувствува со сето тоа што се случуваше. Што направија институциите? Јас можам да кажам дека изминативе повеќе од 72 часа, кои што според сите беа најкритичните часови, посебно за оние кои што беа потешко повредени, а верувајте, такви беа огромен број, беа критични. Тоа не значи дека се уште немаме критични, не имаме и сега критични кои што се хоспитализирани што во клиниките и медицинските установи овдека кај нас во Македонија, што надвор. Но сакам да кажам дека овие 72 часа кои што беа најкритични, ние немаме загубено човечки живот. Јас сведочам дента тоа утро во неделата, бидејќи бев и во Кочани, бев и во некој од медицинските установи, наеднаш сите се трудеа да спасат човечки живот. И тоа беше нешто инспиративно и никогаш нема да го заборавам, исто како што нема да заборавам гледката која што ја затекнав тоа утро во Кочани. Кога ве прашав што е направено, мислев на утврдување на одговорност за оваа голема трагедија. Од она што последно го слушнавме како информација од нашите репортери на терен, во Кочани досега со постапката од страна на обвинителството во Кочани се опфатени 19 лица. Според последните информации од Министерството за внатрешни работи, денеска дополнително 7 поранешни високи полициски службеници се приведени. Попладне во судот им одреди мерка притвор. Како очекувате да се движи во оваа насока утврдувањето на одговорност? Простете што погрешно ве разбрав, затоа што мене умот ми е цело време на тоа да можеме да спасиме што е можно повеќе човечки животи, бидејќи знам што се случуваше и не би сакал тоа никогаш никаде ни приближно да се повтори. И тоа е она кое што мене лично ме оптеретува цело ова време, но вие сте сосема во право кога зборувате за утврдување на одговорноста. Истовремено, Министерството за внатрешни работи, на кое што исто така му честитам и Бирото за јавна безбедност и сите кои што учествуваа од самиот почеток, спроведува до сега невидена опсежна акција во делот на
на идентификување на лица и утврдување на првична одговорност, односно основани сомневања дека се сторители на кривични дела. И покрај тоа што имаме големи разлики со работењето на обвинителите, овој пат покажа голема мобилизација, морам да кажам, уште утрото во 8 часот огромна екипа беше мобилизирана и дојде во полициската станица во Кочани. Веднаш се зафатија со работа, таа група на обвинители е проширена, имам такви информации, се работи секојдневно, се работи по 16 до 18 часа и до сега мислам дека врз основа на ова што го гледам во овие 3 дена, се работи заеднички Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, да утврдат основано сомневање за постоење одговорност, нормално да се обезбедат лицата и тоа да биде проширено. Така што и мислам дека се проширува, вклучително со ова денеска вие за кое што говоревте, но истовремено да покажат и неселективност. Тоа е она кое што исто така граѓаните го очекуваат од нас. До сега со оваа последна бројка 26 лица се опфатени, меѓутоа впечатокот во јавноста е дека некако помеѓу тие кои што се опфатени генерално се луѓе од претходните гарнитури, од она што можевме да го видиме барем на снимките, затоа што истражна постапка не добиваме никакви информации во однос на идентитетот, позициите на приведените, ги видовме поранешниот министер за економија, поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат, поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување. Од актуелните, од она што го знаеме, разрешени се само началниците актуелни во СВР Штип и Оделението за внатрешни работи Кочани, меѓутоа некако знак на одговорност, како што вели министерот за внатрешни работи, за да не се свати дека има некакво влијание врз постапката. Ќе има ли некаква одговорност за оние кои што во моментов се на функција? За сите оние кои што било како допринеле со милиметар да се случи ова кое што се случило, ќе има одговорност, без разлика дали се тие од ВМРО ДПМН, дали се од СДСМ, дали се од Демократската унија за интеграција или од некоја друга политичка партија. Без разлика дали се македонци, албанци или други, дали се христијани или муслимани. За секој оној кој што ќе биде утврдена одговорност, ќе одговара, но не само за овој случај, ќе одговараат и за многу други случаи кои што во минатото кај граѓаните и во нивната меморија оставија чувство на сомнеш дали е се навистина постапено онака како што требало да биде постапено или не е постапено. Сега е моментот се она кое што порано било ставано под тепих да биде откриено и се она кое што било ставано под тепих да биде решено. Ние тргнавме, јас тоа го кажувам често пати до сега, запирање нема. И ќе одиме до крај. Сакаат да видат крај, ќе го видат крајот. Мораме да ме прашаме вака како обичен граѓанин, не сметате дека има некаква одговорност кај актуелните полициски службеници началници со оглед на тоа дека вакви забави, концерти секој викенд се одржувале во дискотеката во Кочани и дали постапувањето во насока секој викенд да имало контроли во таа дискотека ќе спречело малолетници да одат во тој објект? Јас не можам ништо да кажам дали постои или не постои, затоа е обвинителството тука, затоа е Министерството за внатрешни работи, затоа е истрагата за да покаже и докаже. Може би некој и од тие кои што во овој момент се обезбедени ќе се утврди дека немаат вина и ќе бидат ослободени, ќе дојдат некои други. Но не само за овој случај. Ние имаме за многу други случаеви каде што исто така се истражува сега и ќе се утврдува одговорност. Еве, на пример, денеска пред да дојдам овде кај вас на ова интервју, добив информација од Државниот пазарен инспекторат дека се проверени повеќе од 60-70 локали. Дури и оние кои што постојат важечки лиценци. Повеќето од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. И тоа е најголемиот проблем. Разговарав и со претседателот на ЗЕОС, подитно да закаже управен одбор, да се проверат сите оние објекти кои што се под општинска надлежност. Комуналните инспектори да излезат на терен, да ги проверат на стрешниците, терасите и така натаму и така натаму. Нема назад. Тргнавме, нема назад. Или ќе победи таа мафија, која што трае со децени, или ќе победи народот и државата. Ние сме на страната на народот и државата. И одиме до крај. Бидејќи испровоцира
решителност, ќе ја добијат решителност. Знаете како во насока кога зборувате дека сите ќе одговараат, некако во јавноста се доби впечаток дека премиерот, министерот за внатрешни работи застануваат во заштита на градоначалникот на Кочани. Во најмала рака тој човек не се појави во јавноста да изрази сочувство на неговите сограѓани. 59 лица загинаа во неговата општина. Сега видовме дека инспекцијските служби влегоа во општината Кочани и дека проверуваат како се работело. Кои се вашите оценки во поглед на работата на градоначалникот Папазов, кој што веќе поднесе оставка? Јас лично го знам Љупчо и како човек и можам да кажам се најдобро за него како човек. И знам како се чувствуваше тој ден кога се тоа се случи и знам кога се слушнавме следниот ден и кога беше решен да поднесе оставка поради тоа што го чувствуваше, дека самиот кажа се што треба стојам на располагање, нека проверат, ако сум погрешил нешто, јас сум тука ќе одговарам. Немам намера никаде да бегам, никаде да се кријам. Јас се чувствувам дека не сум погрешил, но ако нешто сум погрешил, тука сум и ќе одговарам. И знам дека тоа го мисли, но се надевам дека нема ова да биде акција на преки суд и ние мораме така да се однесуваме. Не смееме да дозволиме анархијата да стане суд. Не смееме ние да обвинуваме, судиме и пресудуваме. Имаме органи кои што тоа го прават и ќе продолжат да го прават и затоа на почетокот на овој интервју кажав, јас сум среќен што и покрај разликите што ги имавме со работата на јавното обвинителство, гледам на вистина на синхронизирано дејство помеѓу Министерството за внатрешни работи, органите на истрагата и јавното обвинителство до овој момент. И гледам дека тоа веќе дава резултати, да оставиме институциите да се завршат работата. Ке повторам, нема да останеме само на овој случај. Ке отвориме и случаи кои што некој мисли дека сме ги заборавиле повторно. Ќе зборуваме за тие случаи, но знаете како кога се гледаат законските основи за работење на вакви угостителски објекти, се гледа директната поврзаност на градоначалникот и на локалните власти. Во тој аспект овие изминати денови се сите тие прашања во однос на одговорноста на Љупчо Папазов. Апсолутно, затоа да оставиме органите да си вршат работата. Повторно ќе кажам, самиот Папазов кажа, доколку некој мисли дека ја имам било каква одговорност, слободно нека дојдат, тука сум подготвен сум да сносам одговорност. На крајот на денот Љупчо Папазов не е единствениот кој што бил запознаен дека таа дискотека, тој објект функционира како угостителски објект. Тука имаме голем број на градоначалници во изминатите години. Од 2012-та добива дозвола да работи како угостителски објект. Првата лиценца за кабаре, ако не грешам, е 2020-та. Овде имаме повеќе градоначалници од различни структури. Значи ли ова дека ќе се проверат сите наназад низ годините? Ајде вака да се обидеме да дадеме одговор кој што мислам дека сака јавноста да го слушне и за кој што сме решени. Во моментот низ цела територија на држава функционираат според мапирањето кој што ние го имаме во Македонија помеѓу 50 и 60 објекти кои што имаат дејност кабаре или диско клубови, затворени или отворени. Констатиравме дека 22 објекти се со лиценци. Останатите биле во постапка на добивање. Плюс 5 биле. Од овие сега констатираме дека повеќе од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. Министерот денеска рече дека дел и од овие имале лажни лиценци. Сега, не, тоа е друга тема. Сега зборувам за овие кои што фактички ги гледаат граѓаните. Постојат, организираат концерти, забави, функционираат како кабареа, функционираат како дискотеки на цела територија на Македонија. Еве, ова што се случи во Кочани, ајде сега да го прогресираме на цела територија. Од тие, според регистарот на Министерството за економија, 22 имаат лиценци. Од овие 22 денеска, кажав, директорот на Државниот пазарен инспекторат ме информираше дека повеќето не ги исполнуваат минималните технички услови. За да се стекнете со право на лиценца, која што ќе значи за кабаре дозвола или пак за диско клуб, затворен или отворен, според измените во законот од 2007 година, вие само треба да кажете дека се имате. Дека имате. Така. И никој нема потреба да провери. Не да кажете, да штиклирате. Да, и никој нема потреба да провери. Но, што е проблемот овдека?
во случајот со дискотеката во Кочани. Тоа што надлежните екс официо не провериле, што значи тоа? Кога ги гледале документите, требало да забележат дека дури и декларираните документи, тогаш кога таа дозвола била важечка, не ги исполнуваат условите овој објект да биде кабаре. Не зборам од аспект на градбата, прскалки, противпожарни апарати, повеќе излези, повеќе влезови и така натаму. Едноставно квадратурата е поголема од таа која што би требало објект кој што е лиценциран за кабаре да ја има. Така што ни за пропусти се правени годиниве и никому уво не го болело, вака народски кажам. Никому не му било гајле за тоа што се случува. Од таа негрижа, од сето одна што се случувало години назад на целата територија, зборувам, не зборувам само таму, на целата територија, нас не се случи ова што не се случи во Кочани. И затоа ние не треба да ги игнорираме работите кои што денеска ги правиме, бидејќи последиците може повторно на нас истите да ни дојдат. И оваа акција нема да заврши тука. Лично ќе ја мониторирам да биде проширена на целата територија. Тие органи во Министерството за економија кои што дозволиле ова да се случи на начин на кој што дозволиле, бидејќи има исказ, повторно ќе кажам, нема да го повторувам она што го зборував изминативе денови. На начин на кој што се стекнале со таа лиценца фалсификат преку примање на мито, тоа е нешто кое што го повториле уште во неколку наврати, зашто имаме повторно докази. Бидејќи делот... вчера беше овде државниот јавен обвинител, јас го прашав има ли некој исказ кој што посочува дека било дадено мито, затоа што едно од кривичните дела кои што се стават на товар е примање мито, има ли некаков доказ, тој вели дека поради постапката не може да открие. Имате ли вие информации дека има докази за примање? Ве молам, немојте, затоа што може да се спасат луѓето со тоа што ние ќе изнесеме дел од постапката. Обвинителот е повнимателен, ние можеме во емотивен нагон да кажеме нешто што понатаму може да помогне во постапката сите овие сторители да бидат спасени. Затоа ве молам да се држиме до постапката. Не го зборувам ова на памет, верувајте ме. Премиер, ја го гледам ова предмалку го исполнете барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворено и овде правилата се многу јасни. На хартија ние впрочем имаме се. Вели решение за упис во трговски регистар е потребен, уплатен надомест за соодветна лиценца и копија од висината на надоместокот во општината или во градот Скопје, во зависност од тоа каде се работи, копија од пријава за исполнување на минимално технички услови за вршење угостителска дејност со работа. Значи, предвидено е да има минимално технички услови за работа. Согласност од органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи, ова се мисли на сектори за внатрешни работи или оделенија. Сообраќајно решение. Полицијата, дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедност во сообраќајот и доказ за административна такса. Значи, на хартија има се. Некој не го почитувал ова. Проблемот е што дури и вака како што е на хартија, некој може да декларира, а во суштина тоа да не го почитува, како што констатиравме. Еве ви велам, пред да дојдам на кај вас овде на ново интервју, добив информација од државниот пазарен инспекторат дека дури и овие кои што на хартија имаат се, повеќе од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. Ќе се менуваат ли законите за да спречиме повторно да се случи вакво нешто? Апсолутно. Да мора прво да се отиде на терен, да се направи увид што има како фактичка состојба за да може да се издаде лиценца. Апсолутно. Но ова мора системски да се реши. Но откако првично кривично ќе биде решен целиот овој предмет, но не само овој, ќе повторам и уште неколку други за кои што ние како јавност сме згрозени на начинот на го што се решаваше. Ве разбирам, но што до тогаш, како да бидат граѓаните сигурни, безбедни, оваа постапка може да трае многу долго. Моментално се вложуваат надчовечки напори од страна на државниот пазарен инспекторат на терен да се направи увид во сите овие локали, дали се тоа кабареа, дали се тоа диско клубови, отворени, затворени, па и онакви кафе-барови кои што се поголеми, кои што приредуваат ваков тип на забави, да се направи инспекција и надзор и доколку се врши дејност, а не ги исполнуваат условите, тие да бидат затворени. Морам да бидам груб и да кажам, колку и сакаат да ми се лутат собствениците на тие, повеќе од 80% ќе бидат затворени бидејќи и нема да вршат дејност, бидејќи не ги исполнуваат
минималните технички устои според тоа кое што го добив како информација. Колку сакат нека се лутат, колку сакат нека викаат и ја дека сум лош, и оваа влада дека е никаква, но нема играње со овие работи. Ние се обидуваме да решаваме проблеми и решаваме во многу области. Еве, ние додека зборуваме денеска, раководителот на секторот урбанизам во општина Маврово Ростуше е фатен во обид на примање мито од страна на странка за издавање на некакви документи во општина Маврово и Ростуше. Замислете системот каков не. Ние имаме 59 жртви, имаме 180 луѓе што се борат за живот. Мртов ладен си оди во гостителски објект, си се договара за 13.000 евра мито, си го зема митото и никому ништо. Замислете што се случи. Многу пострашно е дека денеска во Куманово фатиле собственик на дискотека со пиротехника во дискотеката после ваква трагедија. Задолживме меѓу другото Министерството за внатрешни работи да донесе заклучок или уредба или не знам како тоа правен документ се вика, да нема веќе употреба на пиротехнички средства, запалливи средства во рамките на затворен простор. Знаете, зошто ве прашувам сето ова? Затоа што деновите на жалост ќе завршат. Во недела, во понеделник ќе продолжат да функционираат со работа сите тие угостителски објекти. Дали граѓаните може да се чувствуваат сигурни дека дека нивните деца ќе може да бидат безбедни во угостителските објекти? Откако ќе заврши инспекцијскиот надзор на целата територија на државата, апсолутно тоа што ќе остане во функција, рачунете дека 100% ќе ги исполнуваат сите оние услови пропишани со минимум техничките услови. Тоа да бидеме сигурни. Колку очекувате да трае таа постапка? Па не очекувам повеќе од недела до две. Не очекувам повеќе од недела до две да трае. Па дури мислам дека веќе од понеделник имаме многу појасности. Морам и ова да кажам, дека голем дел од објектите кои што самите знаат дека не ги исполнуваат, воопшто и кажуваат, чувствуваат самите вина дека совеста им работи, велат нема да го отвориме. Нема да го отвориме. Мислам, секако тие ќе се добијат документ дека не може да работат и да вршат дејност, но и самите кажуваат дека сега морам и тоа пак од друга страна да го признам. Сите се надеваме дека ќе биде така и дека сите ќе може да се чувствуваме. Сето ова, видете, така отидоа луѓето. Сега ние се ќе направиме. И верувате дека ќе направиме. Како што правиме? Отидоа луѓето. Како ќе го вратиме тоа време назад? Еве, и ќе приведеме, и кривично ќе одговараат, и ќе има одговорности све. Добро, затоа од овој момент натаму мора да се покаже дека законот веќе мора да важи за сите. Тука не треба да има дилема. Ама еве ви кажувам повторно. Ние се бориме со една несреќа, тој внесува пиротехнички средства во Куманово. Овој од Маврово и Ростуше бара мито. Не знаете каде попрво да отворите. Ова е навистина стихија, една криминална мафија која што се случува административна у држава. Тоа им е работа на институциите. Премиере, морам да ве прашам. Да, каков е капацитетот? Што се случува? Па за немањето на капацитет виновни се сите оние претходно кои што биле на власт, затоа што тие што имаат капацитет заминаа во странство. Премиере, ќе ве прашам. Немојте така. Еве јас ќе ви кажам, ние имаме. Ја ве разбирам која ви е поентата, сакате да кажете дека отишле тие кои што вределе надвор во потрага по подобар живот. Дел од тие што вределе отишле надвор. Ги гледаме по не би се сложил со институциите во странство. Голем дел се враќаат назад. Друго ми е поентата. Еве министерство, државниот пазарен инспекторат треба да вработи 300 инспектори, со 50 работат, со 60. Дали Кошничка? Еве ја сопревме сега Кошничката, сега одиме на нова, бидејќи ова е ургентно. Така, ова е ургентно. Така што не е дека сега ја разбирам, да, точно се согласувам со вас, голем дел од нашите сограѓани се одселија, барајќи подобар живот и така натаму, дел се враќаат, дел остануваат и слично, но тоа не значи дека капацитетот на институциите ради тоа трпи ради други работи. Ради кои се тие други работи? Па еве ради овој криминал и корупција кои што го гледале и се демотивирале луѓето. Ако видат дека навистина некој е пример за честна работа, тогаш верувајте дека тие нема тоа да го прават. Да, за тоа зборуваме цело време. Премиере, морам да ве прашам во однос на здравствениот систем. Каква е вашата оценка за тоа како се постапуваше во Кочанската болница, како работеа државните клиники во Скопје, како функционираше здравствениот систем и одговори на оваа голема трагедија? Од близко јас го следев сето тоа. Ние сите исто така имаме многу приметби на нашиот здравствен систем како граѓани слично.
Но секогаш се солидаризираме и се обединуваме околу медицинските работници, докторите и персоналот. Посебно кога доаѓаат ваков тип на несреќи. И можам да го кажам тоа, а во неврзан разговори со многу екипи кои што дојдоа од странство да ни помаѓаат, од Израел, од Чешка, од Белгија, од другите држави, Србија, Холандија има и така натаму. Можам да кажам дека сите тие, без исклучок, кажаа дека медицинскиот персонал, докторите се на супер високо квалитетно ниво. Супер високо. И ќе повторам, она што кажав на почетокот од ова интервју, во оние услови во кои што работат, на начин на кој што работат, веднаш се мобилизира, минути беа во прашање, тоа беше навистина инспиративно, и спасија повеќе од 160 човечки животи. Сега дополнително се појавуваат пациенти кои што немале изгореници, кои што тој ден биле добро, но инхалирале топол воздух, моноксид, јаглерод и така натаму, па сега имаат респираторни проблеми и слично. Такви 7 веќе влошија, па исто така се пренесува. И тоа беше битна одлука што ја донесовме утрото, да можеме веднаш да искористиме помошта која што ни ја нудат нашите пријатели. И тука голема благодарност најпрвен до соседите. Најтешките пациенти, најтешките случаи заминаа во соседна Грција, во Солун, во Софија, во Пиргов, во Вемеа, во Србија, и потоа веќе почнавме со авиони да полека еден по еден да ги дислоцираме. Повеќе од 90 пациенти се веќе на клиниките низ Европа. 101 според последните информации денеска од министерот за здравство се надвор од државата на лекување. Да, беа 90, последна бројка се чекаше уште дополнителни 11-12, еден авион требаше да слета. Мислам дека од Софија, така што повеќе од 100 е дојдена бројката, околу 70 се во Скопските, на клиничкиот центар, на 8 септември во Стара градска болница. 77 има во земја. Како одговарате на критиките дека не успеавме да им обезбедиме здравствено лекување на повредените? Не, тоа е огромен предизвик. За многу по-модерни, многу по-софистицирани здравствени системи. Дури и вие да имате и центар за ваков тип на опекотени, а тоа најчесто го имаат воените установи, затоа што тие повеќе се соочуваат. Вие некако непријатно како премиер на држава која што нема центар за изгореници, живееме во 21 век, а слушаме дека центар за изгореници има во Ниш, има во Варна, во Скопје нема. Скопје е главен град. Апсолутно, ние можеме да се чувствуваме за ваква тема во многу наврати непријатно, но тоа е што е, таа е затекнатата состојба и ние се тука не можеме ништо да направиме, бидејќи не можеме да го создадеме преку ноќ. Но дури и да имаме центар за опекотини, ние можеме во тој центар да третираме 3-4, максимум 5 пациенти. Но вие велите ќе направиме се ако можеме да спасиме барем еден живот. И правиме. И 3 спасени и 4 спасени се повеќе од 0. Да, но за жал не можам да го изградам преку ноќ тој центар. Ќе работиме ли да направиме центар за изгореници? Не, сега ќе работиме да ги спасиме овие кои што ги имаме, овие кои што тука ги третираме, и без центар. Вие рековте 77 се веќе во стабилна здравствена состојба и благодарност уштеднашка до медицинските тимови и медицинските персонали. Дали ќе работиме? Да. Не е тоа проблем никаков, но прво треба да завршиме ова поглавје во кое што ние денеска се наоѓаме. Па потоа ќе размислуваме за некое ново поглавје. Дали ќе работиме во модернизација на здравството? Да, ќе работиме. Дали планираме клиники, болници, реновирање, нови опрема купуваме? Да. Но тоа не ни помага сега. Сега целиот фокус и приоритет треба да не биде овие 77 да ги спасиме, а овие другиве 101 живи да ги вратиме дома. Иако таму имаме многу тешки случаи, неколку, кои што се навистина во една критична фаза, се борат од петни жили докторите во тие институции да ги спасат луѓето, да се надеваме и да се помолиме да тие ни се вратат здрави и живи дома, затоа што нема поголема среќа од сите нас, барем овие да ги спасиме и сите да ги вратиме дома. Да, благодарни сме сите за поддршката која што ја добиваме и од земјите во соседството и од тие од Европската унија и од Европа. Премиера, имаше критики испровоцирани од онаа снимка која што
беше споделена од претседателот на Србија Александар Вучич, како со голем број на камери влегува во посета на повредените од Македонија кои што беа пренесени во Србија, па имаше критики дека и премиерот оди во посета на повредените во македонските болници, во клиниките во Скопје. Дали на некаков начин при посетата на Мицковски било ставено под ризик здравјето на овие пациенти? Јас не влегував со камери и не беше моето однесување такво какво што го видовме таму, за жал. Тоа што го побара медицинските лица од мене, јас тој протокол го испочитував. Дали моето место беше да поедам таму, мислам дека да. Во насока на тоа, сепак јас сум председател на владата, која што е влада на сите граѓани. Овие граѓани им се случи тоа што им се случи и ценам дека човечки е, ако ништо повеќе, да се допре некоја рака, да се поразговара со некого, да се охрабри, да му се даде волја дека сепак владата со сите своји ресурси стои позади нив и дека се што е потребно ќе направи за да тие здрави ја напуштат таа установа. Да, има и такви кои што тоа го критикува. И во ред. Јас нема никого да осудам, бидејќи ценам дека во вакви ситуации ние треба да се бориме да останеме луѓе. Јас не се борам за власт, јас не се борам да останам на власт, тоа мене не ми представува никаков предизвик, тоа сум го кажал многу наврати. Тука сум затоа што имам лична мисија да направам нешто за државата. Јас се борам да останам човек и мислам дека е човечки да појдам и да го направам тоа кое што го направив. Ако сум погрешил, молам да ми простат. Немав таква намера, намерата ми беше најчовечка и ќе го правам се тоа на кое што мислам за да спасам некој човек. Ако некој неаргументирано и неосновано ме критикува, нека му служи на чест, ја му простувам. Премиере, револтот кај граѓаните е огромен, најголем е кај жителите на Кочани. Во понеделникот тој револт се излеа и по улиците во Кочани, како што би рекле вие, имаше обид граѓаните да ја превземат правдата во свој раце. Вчера протестите беа мирни, или собирот во Кочани беше мирен. Како гледате вие на овие собири на граѓаните и на протестите кои што се случуваат? Нормално е тоа. Јас повторно ќе кажам, таму има пред се луѓе. Ние мора да останеме луѓе во овие моменти. Луѓе кои што се гневни на сето она кои што се случувало децении наназад. Луѓе кои што тоа што се случувало децении наназад е причина за да ни се случат овакви последици какви што ни се случија, кои што несоа 59 човечки животи директно и уште 170 ги доведоа во ситуација и ги загрозија нивните животи. Таму нема ниту ВМРО, може да има, може би има, не, може би сигурно има. СДСМ, тоа е небитно, дали се партиски определени, непартиски определени. Таму има луѓе кои што го изразуваат својот револт и се додека тоа е на мирен начин, демократски. Тоа е легитимно и јас го поддржувам. И јас го оправдувам сето тоа. И ќе го поддржувам се додека трае оваа борба против овој тип на криминал за кој што ние денеска се бориме. А тоа е административната криминална мафија. И тука не треба никој да има дилема. Не можам да оправдам анархија и стихија. Тоа не може. Да, ја разбирам револт, разбирам гнев, разбирам критика. Нема проблем. Затоа реков, удрете на мене. Еве, јас сум тој, удрете на мене. Еве, се што било порано, заборавете го. Ако ви олесни, удрете на мене. Само немојте правдата да ја земете во своји раци и преку неправда да градите правда. Тоа не може. Тоа не може така да биде. И не смее така да биде. Затоа, видете, е многу важно во овие моменти да бидеме луѓе. Затоа јас реков се борам да останам човек. Ако не успеам во оваа борба, не ми требаат протести. Сам ќе ја урнам владата, ќе заминам. Не ми требаат мене, не ми треба власт за да биде власт. Или ќе направиме нешто, или ќе не нема сите заедно. Тоа е сега. Дојде таков момент, тоа е задачата на оваа генерација. Тоа го очекуваме сите од вас. Некои велат дека ова
овој револт кај граѓаните, она што го изразуваат жет кај граѓаните за функционална држава, за владење на правото, може да му биде ветер во грб на Мицковски во спроведување на целата таа постапка за борба со корупцијата. Но има друго мислење кој што велат на Мицковски може да му се случи српско сценарио. Дали вие ќе работите во насока да ги придобиете граѓаните и да ви бидат помош во битката со корупцијата, или стравувате дека може да ни се случи сценарио како што гледаме во Србија? Не, видете, нема тука сценарија српски, вакви или такви. Овде има едно сценарио, а тоа е или ќе ја победиме оваа битка, или сите ќе излеземе поразени и ќе нема државата. Затоа ви дадов два примери од денес. Ние сите тажиме, денови се на жал, оплакуваме за тоа што ни се случи, се трудиме да се консолидираме, да работиме, има резултати така натаму. Ви разбирам, премиере, револтот не е од денеска, затоа што ние со години гледаме едни судски процеси кои што се во најмала рака речено смешни. Постапката за ласкарци, постапката за бесат транси, загубените животи во Бугарија, постапката за модуларната болница во Тетово, во која што виновен беше продолжниот кабел. Граѓаните стравуваат да не ни се случи повторно такво нешто. Нема да ни се случи, затоа што сите овие случаи што вие сега ги кажавте, одблиску ќе ги следам. Знам во која фаза се и очекувам обвинителството многу јасно да ја прошири истрагата и да идентификува не само возачот на автобусот или управителот на правното лице, туку да видиме во кој испитен центар кажале дека тој е технички исправен. Кој ја дал дозволата да тој испитен центар функционира така како што функционира? Зошто во модуларната болница е променето Министерството од едно во друго кога е правена јавната набавка? Зошто кабелот е виновен? Кој го направил проектот и дали можеби недостасуваат некои елементи таму кои што мислам дека недостасуваат? Се тоа ќе има одговор. Ќе има разврска, нема ништо да оставиме. Јас ви реков, тргнавме, нема запирање сега. Сега одиме до крај. Или тие, или ние. Во животот постојат две работи. Или тој, или ти. Не може и двајцата. Кога ќе имаме конфронтирање. Не може двајцата да обстанат. Или ние ќе обстанеме, Македонија и граѓаните од една страна, или мафијашите. Нема место за двајцата повеќе. Тука е заврши, помина, Рубиконот се помина. Јас сум таков човек. Кога влегувам во битка, кога ќе одлучам да влезам во битка, или јас, или противникот. Не може двајцата. Добро, ве држиме за збори да ме држите за и граѓаните со сигурност. Морам за крај да ве прашам, вечерта во неделата одржавте пресконференција во владата, во која што рековте во однос на моралната одговорност да ја завршиме постапката, да се пронедат одговорните, ќе ја побарам довербата повторно од граѓаните. Што значеше ова? Некој велат Мицковски најава двојни избори. Јас не би се задржувал на тоа што велат некој. Сега сум фокусиран на ова што сега го работам, а кој што беше главна содржина на ова интервју. Оваа влада доби легитимитет од огромен број граѓани, има речиси 2/3 мнозинство во парламентот и така натаму и така натаму. Ке повторам тоа што го кажав и во вашата емисија. Ако не успееме во оваа битка, јас сум тој што сам ќе ја урнам оваа влада и нормален процес во една демократска држава е да се оди на избори. Бидејќи не сум успел. Ме поразиле. Затоа и ви реков, или тие, или ние. Нема овдека повеќе простор за двајцата. Ги чекаме резултатите. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на можноста. Слушаме изјавите од здравствените власти во однос на здравствената состојба на повредените кои што се наоѓаат на лекување во македонските болници. Добро е тоа што ги поминавме првите критични 72 часа, ниеден починат, нула починати од тие што ја преживеа кризата, трагедијата. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Би сакал да ви информирам дека од денеска и рушките клиники ќе почнат
да функционираат не со полн капацитет, туку тие што се онколошки пациенти. Во овие неколку денови не само што се мониторираше потенцијалното влошување на пациентите, туку мораа да се санираат и повредите на оние пациенти кои што не беа критични во прва фаза, ниту беа во животозагрозувачка состојба. Така што тие неколку процеси на триажа, понатаму на мониторирање на пациентите и прераспределба согласно на тежината на нивната клиничка слика одеа паралелно. 101 пациент се на лекување во странство. Деталите за нивната состојба ја пронесува колегата Александар Динев. До крајот на денот уште тројца пациенти од ГОП 8 септември треба да бидат испратени на лекување во Шведска или Шпанија. Директорот на установата информираше дека тие не се во критична состојба, но третманот ќе го продолжат во странство поради изгорениците на телото. До утринава во 25 болници во 12 држави транспортирани се вкупно 101 повреден во големата несреќа во Кочанската дискотека. Здравствените власти засега не планираат испраќање други повредени надвор. Според директорот на Фондот за здравство, се прават планови следната фаза од третманот на хоспитализираните во македонските болници да продолжи тука. Тоа се трансплантациите на кожни графтови и можам да кажам дека на еден пациент во Солун веќе има направена трансплантација на кожа на рацете и дека веќе сме во контакт со фондацијата Холандија која има банка на кожни графтови за да веќе донесеме кожни графтови во Македонија за да почнеме да ја размислуваме реконструктивната фаза. Најголем дел од повредените се на лекување во Србија. Денеска во Белград беше и министерот за надворешни работи, за да се информира за нивната состојба. Првите пациенти кои излегоа надвор од нашата држава отидоа за Солун, Софија и Белград и потоа Ниш. Посакувам никогаш да нема потреба и се молам на Бог секој ден никогаш да нема потреба да ја возвратиме таа солидарност кој што вашата држава, вашите лекари и вашиот народ гледам секојдневно како ги покажува. Завчера ноќта двајца пациенти со воен авион беа пренесени во клиничкиот центар Љубљана. Sa maksimalno trudimo da bi pružili ozdravljenje. На денешната пресконференција во владата директорот на ФЗО информираше дека според нивните податоци годишно поради изгореници во земјава се лекуваат 100 пациенти. Од 2017 само 5 случаи биле испратени во странски центри. Клековски најави дека ќе се направат анализи дали треба да се обнови центарот за изгореници во старата градска болница кој беше затворен во 2016 или ваквите случаи да се испраќаат надвора трошоците да ги покрива фондот. Александар Динев, Сител телевизија. Специјален медицински тим од Израел веќе неколку дена е во земјава. Во него се вклучени специјалисти за третман на изгореници, пластични хирурзи и медицински сестри. Тие им помагаат на македонските лекари. Во изјава за Сител велат дека станува збор за многу тешки повреди кои ги споредија со повредите од војната во Израел. Најавуваат дека лекувањето на пациентите ќе биде долго. Доктор Шапира, вие сте доктор со богато искуство и експерт за медицина во време на катастрофи. Што видовте кога дојдовте во македонските болници? No country can handle such an incident by itself and it needs help from other countries and I'm very happy to be able to assist. Our medical delegation team, which is about 15 persons with plastic surgeons, anesthesia, and nurses came in with leading professions in burn medicine and with multiple years of experience in order to assist. And thank you for having us and accepting us in helping you tackle this challenge. Колку директно сте инволвирани во третманот на пациентите кои што се хоспитализирани овде во македонските болници и колку долго може да трае нивното лекување? So I'm highly involved in the treatment. Of course, we have our leading experts in burns treatment and plastic surgery with us. Our assessment, and this is based on the collaboration between all three hospitals that we are currently working here at the Central Hospital, in the 8th of September, and in St. Naum. We have persons treating patients in all three locations. The
treatment phase is working currently very well. We're now at the acute phase, so we're basically cleaning the wounds, exchanging the dresses, implementing some advanced medical techniques in order to make the wounds better. But following that, there will be the chronic or longer phase of healing, which will need rehabilitation and continuous treatment. It can take several weeks, sometimes even months, for those patients to heal, but it seems to be in the right direction. Another thing that is concerning us in that specific incident is the fact that many of the patients, on top of their burns, had injuries that are involved in smoke inhalation because of the close proximity and the stuff that was dripping from the ceiling. We see airway injuries that need some time to heal, but it's working relatively well. I can compare this to injuries that we see now back home in our war, but this is something different. It involves some chemical irritation to the lungs that this needs more time in order to heal. It really depends on the grade of the burns, whether it's a burn in grade 1, 2 or 3, which is depending on the depth of the burn, as well as on the area covered by the burns from the patient's body. There might be some issues with the rehabilitation of the respiratory process because of the chemical injury to the lungs. So I think that this system, the medical system here, needs to be planning for the next couple of months in order to treat those patients. Now, on top of that, we know that in such incidents where there's like a mass casualty event, we will need to address at a later point the continuous treatment, to do some skin transfer, skin grafting, maybe transfer patients to other countries in order to get the advanced treatment. And of course, we're offering our support and our help if you need any patients even flown to Israel. Кој е вашиот став? Дали беше добра одлуката уште веднаш најкритичните пациенти да бидат транспортирани во странски медицински центри? Those patients can deteriorate, and by transferring them, you chose a solution that can be focusing on those patients who need surgeries here, and for the others to be transferred, stabilized in another country, and at some point to be flown back to your state and keep on getting their treatment. Now, we know, based on similar disasters in the past, and by our experience, that this can be a long process. So when those patients will eventually return here, back home, they will need few more surgeries and advanced treatments in order to make them better. But I think that in order to solve such a high volume of patients incident, this was the right way to do it. Од Центарот за управување со кризи информираат дека погребот на настраданите во пожарот во Кочани ќе се одржи утре, четврток во следниот период, 11 часот на градските гробишта во Штип, 12 часот на градските гробишта во Кочани, 13 часот на гробиштата во село Блешево. Останатите погреби ќе се одржат во различни временски периоди во текот на утрешниот ден. Свештениците од локалните цркви ќе ги контактираат сите ужалени семејства со детали околу погребот. Во овие моменти на неопислива тага, траур и колективна жал. Ги замолувам сите граѓани за достоинствено испраќање на жртвите и разумно постапување во текот на утрешниот тажен ден, пишува во информацијата која сподели директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чаангелов. Попладнево стигна информација дека владата одржала вонредна онлайн седница на која се донесени 4 заклучоци. Меѓу нив владата ги задолжила државните институции, а им препорача на приватните работодавачи утре да ги ослободат од работни обврски сите вработени на територијата на Кочани. Се задолжуваат државните институции, а се препорачува на локалната самоуправа и работодавачите од приватниот сектор да ги ослободат од работа и работни обврски сите вработени на подрачјето на Кочани. А здравствените установи, образовните установи и установите за згрижување и воспитување на децата, овде се мисли на градинките, да организираат вршење на услуги согласно потребите. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги превземе потребните безбедности и сообраќајни мерки. Се задолжува Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување со кризи и Црвениот крст да обезбеди амбулантни возила. Територијалната противпожарна единица Кочани да ги превземе пак мерките и активностите согласно своите надлежности.
Во врска со трагичниот пожар во Кочани на денешната седница, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука за доделување на финансиска помош, донација во вкупен износ од 1.500.000 денари. Донацијата се издвојува од финансиските средства на Агенцијата за 2025 година, а ќе се спроведе преку Црвениот крст на Република Македонија на посебна наменска сметка Фонд за солидарност. Еден од адвокатите се откажа од одбраната на Палчо, а Велибор Манев излезе со шокантно сведоштво пред судот. Тврди дека Палчо ја фотографирал Вања со вперен пиштол пред да ја убие. Пиштолот со кој биле убиени Вања и Панч, заедно со 3 моторули, биле земени од послушник на Палчо за да ги уништи. Палчо му наредил на обвинетиот Велибор Манев да му ги предаде на овој човек, а Манев досега не сакал да открие за кого се работи, бидејќи тој бил семеен човек, не бил вмешан во убиствата и не сакал да поминува затворска голгота како нив. За кого станува збор, Манев рече, за тоа треба да го прашаат Палевски. Според одбраната на Палчо, Манев лаже. Па лаже Велибор Манев заради тоа што му постави прашање да го открие. Кој е човекот кој го крие, ако имал доблест да каже да ги издае своите другари со кои бил заедно и нив да ги заглави, пошто тие се фамилиарни луѓе, а крие некој што би скрил најголемиот чин на убиството, тоа стварно невозможно е да го прави некој човек осем да лаже. И Палевски адвокатот прашува кога Манев увидел дека киднапираат малолетно девојче, а не 40 годишна жена како што било предвидено. Манев кажа дека откако Вања била извадена од вреќа и го одлепил салотепот од уста и тогаш увидел. Палчо тогаш сликал за да бара пари за откуп. Јас го одлепив салотепот, Палевски сликаше со пиштолот вперен во Вања за сликите да бидат пострашни и родителите да ги дадат парите за пократко време, кажа Манев на денешното рочиште. За тоа зошто немало траги од крв на местото каде што била убиена Вања, Манев вели дека е поради тоа што Палевски ја убил дури била во вреќа, а потоа веднаш ја префрлиле кон дупката, која Палчо им наредил да ја ископаат, додека тој пушел цигара. Откако завршивме со закупувањето, Љупчо Палевски ладнокрвно запали цигара и тогаш го отвори телефонот и кажа дека стигнала джева на интернетот дека се бара Вања. Откако го закопале девојчето, Палевски со спреј ВД-40 за отстранување на ДНК ги исчистил лопатите и алатот и на 500 метри од местото ке шишев од кола ги фрлил во дол. Перницата преку која Палевски пукал, како и вреќата, ги запалиле заедно со цитроенот. На следното рочиште судијата ќе му поставува прашање на Манев, а следен за исказ е обвинетиот Боре Видевски. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Министерот за здравство Арбен Таравари го разреши директорот на Кумановската болница доктор Стефан Трајановски по случајот со 32 годишниот пациент Ведата Деми кој починал откако му била дадена инфузија со лек што содржала аналгин на кој бил алергичен. Според Таравари директорот е разрешен откако државниот здравствен и санитарен инспекторат пронашол неправилности, но не прецизираше какви. Се надевам дека утре ќе назначиме нов директор во општата болница Куманова. Целата документација ќе биде разгледана и предадена на обвинителството. Се надевам дека судот ќе донесе правична одлука ако постои лекарска грешка. И тие што водиме институции, и тие што лекуваме пациенти, треба да сме свесни дека ако има пропусти, треба да се одговара. Затоа од утре јас ќе ви известам и ќе излеземе со името на новиот директор, рече министерот за здравство од Куманова. Во продолжение блог вести од светот.